денешното издание на Македонија на утро ќе биде збогатено и со разговор со македонскиот кореограф и балетски уметник, кој со своите преку 50 кореографии се представи во повеќе светски метрополи. По 30 годишна пауза се врати на сцената во родниот Штип и го постави новиот современ перформанс, представата Идип коментари, со која успешно се представи на повеќе фестивали во земјава. Колку е задоволен од сето она што е сработено досега и што може да очекуваме од Игор Киров во блиска иднина, ќе ни открие самиот тој во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и поздрав до сите гледачи на Македонската телевизија. По долгата пауза повторно се вративте на сцената во Македонија и се чини некако работите тргнаа во позитивен правец, барем во поглед на работата. Еден од најважните проекти на кои што работевте изминатиот период беше токму представата Идип коментари. Би сакал во овој момент да ги потсетиме гледачите од каде произлезе потребата од создавање на еден ваков современ перформанс. Па вака, физичкиот театар или кореодрамата или начин каде што покретот се вклопува во театарските представи на Запад веќе функционира еден многу подолг период. Како да кажам, идејата потекнува од самата соработка со режисерката Драгана Милошевска, која што од 2017, ако не се лажам, се запознавме, затоа што у тоа време работеше во Штипскиот театар, кога ние гостувавме со ХНК низ Македонија и тука се леди самата идеја да покушаме да направиме нешто, што можеби во Македонија, така испада на крај, дека не е поставено, не е направено, каде што глумците нема да бидат само дел од една глумечка екипа, него глумецот како глумец, како и секој друг уметник има способност и могуćност да своето тело и својот начин на презентација го преконструира неколку фази. Така да сакавме да направиме нешто што не е направено во Македонија, нешто што за прв пат ќе се деси, каде што ќе го спојаме покретот, музиката, текстот, режијата, се воедно. Така да после неколку години од ова година, другата година добивме пари, па јас не можев, па некако дојде до некои си временски непоклопувања, кога и по втор пат од страна на Министерството за култура го добивме проектот, наравно аплицирано од страна на театарот во Штип, решивме, иако ситуацијата не беше најсиена, како што знаеме, да сепак го направиме тоа зашто мечтеевме сите овие колку 3-4 години и да се нафатиме да го поставиме за ансамблот на Штипскиот театар. Представата е работена според делото на Софокле. Да. Кој е тимот кој што работеше на поставување на целокупната представа и колку време всушност се работеше на подготовка на истата? Па вака, значи, освен мене и режисерка Драгана Милошевска, тука е и композиторот од Прилеп Томче, тука е Роза Трајковска како костимограф, и глумците Ефтим, Миливој, што би го рекол ја, Марија, Ангелка и Пеце од Штипскиот театар, значи една млада група на актери кои што неизмерно се даде во целиот проект, за да успееме да го направиме тоа што го направивме на 12 август како премиера. Работивме интензивно, значи со кореографски делници и режијата, околу 7 недели се фати се заедно, така да мислам дека поминатиот период од скоро 7-8 недели, колку се заедно не може дека се исплати со еден продукт кој што го поставивме на Штипскиот театар и еден продукт кој што мислам дека е вреден не само за Штип, него генерално во Македонија, за да публиката успее да биде нешто ново, нешто другаче, нешто што се работи во Европа. Како уметник важите за некој кој што секогаш, да речем на некој начин, сака да им даде шанса токму на новите, на младите актери. Колку е предизвик ви да се создава и да се креира во ова време на пандемија? Како течеше самата соработка со целокупната екипа, имајќи предвид сценографијата, кореографијата, актерите кои што се дел од самата представа? Вака, мене ми е секојаш драго да работам на нови предизвици. Ми беше предизвик да работам со глумци, тој го направив. А ситуацијата во пандемијата, види, секој од нас се земаше својата одговорност. Колку и да се штити човек, исто му се фаќа доколку не да може се деси нешто. Така да идевме на една ситуација се или ништо. Значи се дадовме во една продукција, во еден начин на подготовки, каде што и јас како кореограф и глумците како глумци и режисерката тука секој на свој начин се даде за да успееме да го направиме тоа што го посакувавме. Така да мислам дека целиот процес беше тежок,
особено од нивна страна, затоа што прв пат дојде во судир со кореографија, каде што кога ќе ставиме целата представа, внатре имаш 30% кореографија, 20% сценски движења, останатото е поставено на текстот. Така да еден целиот микс заеднички доведува до еден продукт кој што после 7 недели мислам дека се исплати да се, мислам, публиката уживаше не само во Штип, него и во другите градови. Пошто се издвојува представата Едип коментари од сето она што досега сте го сработили и што донесе оваа представа на македонската сцена? Па како што реков, значи се издвојува затоа што моето искуство до сега е работа со балетски играчи и сум направил до сега 6 опери. Така да во сето тоа, во тај мој период на креативност, на работа, измеѓу се работеше со мали делници додека бев во Сплит со глумци, со Драган имавме соработка и во Турски театар претходно, и во Прилипски театар, но во еден мал облик на соработка. Едип коментари беше нешто поголемо, каде што за мене за мене лично е предизвик да направам еден нов исчекор према мојот начин на комуникација со луѓе кои што многу потешко го разбираат кореографијата споредба со балетските играчи. Така да затоа си земавме време да едноставно тие како глумци ме разберат мене и јас како кореограф најдам начин како на секој од нив поединечно да посветам време за да можат заеднички да профункционираат како тим на луѓе кои што играат заедно. Колку сте задоволни од тоа како помина премиерното прикажување на самата представа Едип коментари во Штип? Како ја прифати оваа представа домашната публика во Штип? Па, ја мислам дека знаејќи ја публиката прво во Штип и генерално во Македонија дека прво едно ново видување на тоа што е театар и како театар треба да изгледа, тие што се навикнати да гледат еден стандарден начин на комуникација театар публика, ја прифатија на својот начин, гледајќи ја режијата на еден начин, кореографијата на друг начин, а луѓето кои што се отворени према тоа дека треба да си чекор напред и се отворени за тоа што се отворени кон тоа дека театрот не е еден прототип како треба да изгледа и како некој го замислил, беше прифатена уште подобро. Така да генерално од сите мои фидбек кои што ги добиено после премиерата и еве сега од последниот настап пред 2 дена на фестивалот Војничар на Дрински во Прилеп е дека е нешто ново, нешто интересно, нешто навистина квалитетно за нашата сцена, конкретно за македонската сцена. Да. Ги споминавте и учествата на фестивалите, освен во вашиот роден град во Штип, представата беше прикажана и на 80-тиот интернационален фестивал на античка драма Стоби на сцената на Велешкиот театар, а последното во низата на фестивалски представувања, она најсвежо секако е настапот на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Како помина самата представа во овие два града? Како се представи пред домашната публика? Вака само ќе кажам, кога публиката ќе ја награди представата и глумците со стоечки овации, мислам дека мислам непотребно се било кој други зборови од моја страна да кажам, освен тоа дека глумците ја стварно, мислам секој представа се направи исчекор понапред, за да публиката ужива тоа што е навистина ново за нив. Како уметник кој долги години работите во овие води, пошто препознавате дека публиката ја прифаќа представата и сето она што вие сте го подготвиле? По тоа како диши за време на представата, доколку публиката почне да вади телефони, да мрда. И затоа што секогаш ги гледам представите од позади. И тука се осеќа тој дух. Мислам, тоа ми е некако едно непишана правило кој веќе со години го спроведувам. Значи, секогаш моите представи или ги гледам од позади. На тај начин се гледа како публиката реагира и како диши. Затоа што сите мои представи до сега што се сработени на еден начин каде што има доста енергија. И кога играчите, глумците или луѓето од операта ќе ја дадат ќе ја пренесат таа моја енергија која што јас имам како уметник на публиката останува со натрпение или со некоја голема концентрација да ги прати тие представи. Така да мислам дека еден ден кога ќе биде можеби постари, мојата енергија на комуникација со играчите ќе биде на едно друго ниво, можеби тогаш ќе биде нешто друго, но се додека се уште сум во форма да мојата визија, енергија и движење ги пренесам на играчите, а играчите да го пренесат на публиката, мислам дека секогаш тој контакт
публика, играч и добра представа ќе профункционира или ќе функционира. Сметате ли дека представата Едип коментари може да ги освои европските, па зошто да не и светските сцени? Па, не сметам, него тврдам, затоа што знаејќи на што е базирана представата и како е направена представата, во секој случај да. Мислам, пак е една представа која што е европски направена, и јас и Драгана, така, јас сите знаат, мислам, дека долги години живеем на страна, тоа што го ја имам гледано, видено, искуството го пренесуваме тука, а од друга страна Драган исто една особа која што е отворена и има мислам, визиите ни се слични за тоа како треба да изгледа на представа. Апропо сето тоа дали ќе е драмска представа, дали ќе е балетска представа или оперна представа. Уште еден друг ваш проект на кој што работевте изминатиот период, представата Сви марш на плес на музика на Биело дугме, публиката можеше да ја види на Охридско лето на 24 јули, како и на 26 јули во Скопје во рамките на Скопско лето. Какви реакции предизвика оваа представа кај македонската публика? Па реакциите беа, да бидам искрен, на вистина задоволувачки. Мислам, мене беше драго дека, пример, во Охрид, при крајот на представата, дека публиката стана, почна да игра со нив. Значи, од тука е јасно дека таа енергија, таа начин на комуникација, таа кореографија, таа визија која што Сви марш на плес, како една представа направена со играчи од регионот, значи од Македонија, Хрватска, Словенија, Србија, музика на Биело дугме, добрата режија внатре, целата драматургија ставена, каде што не внесе во едно време, можеби за време за кое што, па како да кажам, сите за оние кои што веќе биле, мислам, јас сум се уште таа некоја генерација измеѓу, а ти не го ни памтиш тоа време. Доловивме атмосфера која што ги врати луѓето во тие добри стари времења, како што сите го нарекуваа. Во Охрид помина супер, мислам, во Охрид, генерално и двете гостувања во Охрид имаше распродадено, цел долни цел беше распродаден, а како е блиска долница си публиката со играчите, таа енергија се осети повеќе. Во Скопје исто така, само ја знаеме, МОП како МОП, Македонската опера и балет, ги има тој просцениум кој што некој начин дава една бариера, каде што играчите многу повеќе треба да форсираат за да стигне до како се викава, до публиката. И еве, користам оваа прилика да се заблагодарам на Министерството за култура за поддршката, Македонската опера и балет исто така за нивната поддршка тука. Охридско лето се разбира затоа што успеавме да дојдеме на фестивалот и на Скопско лето нема. Значи сите оние кои што институции со кои што со години соработувам, институции кои што го препознаваат мојот талент и квалитет, затоа што сакам да го пренесам македонската публика, а уствари сите овие години, колку 25 години колку што творам, се што правев и ќе правам понатаму е да на македонската публика и дадам чекор понапред е нешто ново, едно ново видување, без разлика дали некој од моите колеги го ценат или не го ценат, или публиката го цени или не го цени, сепак нешто ново каде што секој од нив ќе се пронеде внатре. Навистина сте активен изминатиот период, меѓу другото се вративте и на фестивалот на музика Макфест после долги години, тоа во поинаков облик, овој пат во жирито. Би сакал збор два за тоа, но и за идните предизвици кои што предстојат пред вас, меѓу другото се подготвува и нова представа. Па вака, драго ми е дека од организацијата на Макфест ова година бев поканет во својство на стручно жири, кој што им беше драго, затоа што после, значи, од 90 до 96, значи, тие 6 години ги интензивно бев дел од тај фестивал кој што е препознатлив, каде што јас, како да кажам, публиката ме запозна по тој Макфест, а да се вратам во едно својство од внатре, да го погледам сето тоа, и ми е драго дека фестивалот, од ова година почна да се движи во еден нов правец, иако можеби на телевизија едно што луѓето гледаат, но да се биде дел од тоа внатре на вистина друго. Значи со новите идеи, новите визии и новиот начин на комуникација кој што се надам дека со текот на годините кои што доаѓаат ќе успее да го врате тој сјај како што Макфест го памтиме. Нормално времењата се различни. Не можеме да споредиме нешто што било во 80-90-тите и тоа што е сега. Живееме во еден нов тренд, во еден нов начин на комуникација и екзистенција, нов тренд на музика и се надам дека како што видовме годинава, дека фестивалот со текот што доаѓа ќе ги врати тие сјајни хитови кои што се и ден денеска препознатливи за македонската естрада. Сосема накусо подготвувате и нешто ново. Колку сте задоволен од моментот, колку сте присутни во репертоарите кај културни
институции кај нас и зборува околу новата представа во 1 минута сосема накус. Да сумираме. Вака, значи, мене ми е работам на нова представа, каде што го со истиот малтен истиот тим на режија, на музика, само имаме друг костимограф, тоа Александар Ношпал, една представа која што публиката во средина на ноември ќе успее да ја виде на македонската сцена, а во соработка со Македонската опера и балет и Македонската филхармонија, нешто ново, нешто за што се надам дека кога ќе дојде време ќе успеам да го презентирам. Како што викаат играчите, нешто потешко, отколку што досега имам поставено, имајќи во предвид дека мојата последна представа за Македонската опера и балет е поставена 2016 и од 2016 може би си играше уште некој си година сезона толку, значи со гостувањата во Сплит и Тирана, тука на некој начин после 2017 се што имаше од мој репертоар, значи 14 часов кој што Македонската опера и балет пропатува низ Европа и Црвената соба, се тргнат од репертоарот, дали затоа што не се квалитетни или затоа што некој друг мисли дека тоа не треба да иде натре, тоа оставам на тие што ја водат институцијата, нека се размислат и нека сватат или нека идат во еден правец каде што не е важно кој е поставил, важно колку е квалитетно. Апропо сето тоа. Верувам дека во идниот период многу повеќе ќе ве гледаме токму на македонската сцена. Благодарам, ми беше задоволство да бидам ваш домаќин во изминативе минути. Ќе ви посакам многу успех со сите проекти кои што се подготвуваат во иднина. Верувам дека максимално ќе се вложите во нив и вашиот уметнички израз повторно ќе дојде до израз. Благодарам на поканата и поздрав до сите што не гледат. Благодарам уште еднаш, почитувани Блокот култура, ќе го заокружиме со културниот информатор.